Кога шефицата на СЈО, Катица Јанева, ќе зборува во обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција, за својата вмешаност во случајот Рекет не се знае, а како стојат работите, нема ниту да се дознае, ако се оценува последното соопштение на обвинителството. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во интерес на постапката нема однапред да спроведува информации за действијата што ги презема во предметот, па така и за лицата што ги повикало или има во план да ги повика да дадат исказ. Со оглед на тоа дека се работи за предмет што предизвика голем интерес во јавноста, обвинителството во рамките на можностите ќе продолжи и понатаму да ги споделува сите информации што нема да наштета на понатамошната постапка. Додека обвинителството молчи за Катица Јанева како најповикана во овој случај, таму исказ веќе даваше обвинителката Лилја Стефанова, чиј глас не се слуша во разговорите објавени од италијанскиот весник La Verità, но за неа се зборува. Во еден од разговорите, Камчев на Боки 13 му вели дека бизнисменот чифлиганец за Стефанова му барал дуќан за стоматолошка ординација. Второ, не знам, че нема презена не играме со нас. Ова е... Презена е, тоа си прга, си тера, целата, не знам да го знаеш, башка, мене еднашка чифлиганец, комисија ми бараше за нејзе дуќан за стоматолошки ординации, за глупост за тие. Ја одјавав се тоа, пошто ме интересираше, сам се кажам. Пред да влезам. Сега си ја пред те, значи... Не знам за пред. Не знам, значи, ја ги се разговараме. Значи, целата приказка, ако морате да знае некој работи и да биде мотивирани, значи, што прави. Во друг разговор пак Јанева му гарантира на Камчев дека ќе биде слободен и дека Стефанова е под нејзина контрола. Јас се го држам под контрола и... Не, он се плаши од Диле, да. Не се плашам, бе, се плаши, него да ме го натера. Не се плашам, што си... Да, јас сум многу ангажирана, затоа не ја држам така редовно под контрола, инаку без мене она не може ништо. Инаку Јанева, по еднонеделниот одмор, во понеделникот се врати на своето работно место во СЈО. Во Рекет осомничени се Боки 13 и Зоран Милевски, познат како Зоки Кичеец, кој добија нови 30 дена притвор.